Реки сте доволно време во собранието, дека кој ќе одговорите на претеникот од вашата позиција нема право да ви реплицира и затоа сметам ќе се согласите недоловнички. Инаку во цело се согласувам со колегата Ковачки и сметам дека ако некој внимателно го слушаше, апсолутно ќе беше веднаш вразумен и овој скандалозен пакет на документи ќе беше повлечен. А претениците од парламентарното мнозинство и тие малку кои што сте останати тука, ќе се приклучавте на нашата страна и апсолутно ќе не поддржавте во овие намери да го спречиме најголемиот грабеж во независна Република Македонија. Но ве гледам, молчите со наведнати глави. Што друго очекував, да речеме, од големите шарени платени борци, уште кога стигна овие пакет на закони со кои што се обидувате да го законите криминалот во некој договор кој што никој го нема прочитано и видено, овде да почнавте да ставате чевли. Да, како тоа што го правевте ондека на Илинденска број 2, да ставате чевли, да говорите за иселувањето, овдека исти да требате сега да ги оставивте и да изразите револт кон представниците на владата за тоа што испратија законски пакет, законски решенија со кои што апсолутно ударот е најмногу на народот, на честниот работник и на стопанството. Дополнително требавте да оставите чевли овдека, заради тоа што и тој малку чесен народ, изработен, кој што се труди и кој што останал во Република Македонија ќе замина, затоа што нема да сака да биде дел од ова заложништво на неколку од врхушката кој што е на власт. Тоа очекував, колеги, како големи шарени платени борци останавте само да го направите. Тука да ги оставите сега чевлите и да оставите како во знак на револт на Министерката за труд и социјална политика, која што патам да се подсетиме со голем и скап пиар заедно со премиерот ја промовира недела за неработен ден. Она што се случува во Република Македонија изминатите 7 години, видовме само многу скап пиар инструмент, машинерија, со цел да ги заштити штетните политики во недостаток на резултати. Тоа се случува. Но денеска молчите, ве нема да се приклучите ниту во дебатата на Комисијата за европски прашања, каде што скандалозно го доставивте овој штетен пакет на документи. Ве нема ни да се охрабрите да дискутиравте по амандманите кои што единствено ВМРО ДПМН ги достави за да го заштити, за да го промени текстот на законот кој што е на Комисијата за европски прашања, и толку од центар лево големите левичари и големите работници од парламентарното мнозинство. Ве нема, молчите, и тоа загрижува, заради тоа што заборавивте дека вие овдека треба да бидете представници на народот, тоа значи представници на работениците, а не заштитници на владата. Не заштитници на очигледно лошиот, скандалозен, коруптивен договор кој што главниот координатор и вториот координатор, во овој случај премиерот, на овој стратешки интерес. Ве молам, ако нешто оваа влада не научи уште пред 6 години, е дека вие немате јасна слика што е стратешки интерес на Република Македонија. Би требало да знаете дека стратешкиот интерес пред се и над се е народот и заштита на сувереноста и независноста на Република Македонија. Тоа е стратешки интерес, а не бизнис и лични интереси. Во овој случај се работи за заштита на бизнис и личните интереси на Димитар Ковачевски и Артем Груби. Отворено го кажувам. Македонска јавност, што дополнително се случува во ова собрание? Склучен е договор, така поедноставно да го образложиме тоа, склучен е договор, главен координатор е доминантниот партнер, коалиционен партнер во оваа влада, зад затворени врати, во 4 очи, со противуставно, противзаконски. И сега истиот тој документ, кој што го немаат видено претениците од парламентарното мнозинство, морат
да го законот заради тоа што очигледно има членови кои што се противуставни и противзаконски. Пратениците на парламентарното мнозинство одлучуваат да ја погазат и волјата на народот, законодавниот дом како дом на демократијата, да го погазат уставот, во овој случај и уставна одлука за законот за работни односи, да не ја почитуваат предупредувањето, односно загрижувањето кое што го испрати Комисијата за Европската комисија, евроамбасадорот Гир, и слепо да гласаат за договор кој што очигледно сите страни алармираат дека е со коруптивни елементи, заради тоа што така е кажано од тандемот Груби Ковачевски. Тоа загрижува, заради тоа што, колеги пратеници, ова за помалку од неколку месеци ќе заврши и сите вие ќе треба да излезете пред народот, да се соочите со народот, а верувајте дека санкцијата и тоа како ќе биде голема. Во однос на злоупотребата на скратената постапка, алармираа сите европски институции. Ние бевме прва земја со која што можевме да се пофалиме дека имаме склучено спогодбата за стабилизација и асоциација во 2001, колеги. Чинам дека сите во даден момент се радувавме на тоа заради тоа што можевме гордо да кажеме дека сме првата земја од регионот која што имаше подпишано. Сега ние сме првата земја која што ја прекршува оваа спогодба за стабилизација и асоциација. Односно парламентарното мнозинство и ова проевропска прогресивна влада. Дополнително, со законот за работни односи, бидејќи нанесувате штета на стопанството, нанесувате штета на работениците, вие ја прекршувате универзалната декларација за човекови права. И тоа треба да биде јасно. Ние очигледно, односно со сигурност, наредната година, сега таа 1,5 која што имате како оцена од Европската комисија ќе биде нула. Нула. Ќе имаме негативен извештај и замислете докаде иде хипокризијата. Ќе биде негативен извештај кој што во голем дел, односно во целост, за таквиот извештај приданал прогресивната влада, европската влада. 6 години го потребувате ова, со цел да ги заскриете штетните политики кои што ги имплементирате на народот на Македонија, на стопанството и на младите и на возрастните. 6 години се сокривате зад европската интеграција. Наредната година одговорност имате вие за негативниот извештај на Република Македонија кој што ќе биде овдека доставен. Вие ќе имате одговорност за тоа што иселувањето ќе продолжи, заради тоа што ниту еден чесен работник и стопанственик нема да сака да остане да продолжи да работи во Македонија, каде што нема да има ден одмор и нема да има ден ни за семејството, а со сигурност и безбедноста на работното место ќе биде апсолутно на многу ниско ниво. Со право ќе продолжат да се иселуваат заради тоа што ќе имаат многу подобри услови за работа надвор отколку тука во сопствениот дом, во сопствената држава. Прогресивното европско мнозинство кој што ставаше чевли пред владата е единствен извор на иселување на честните граѓани од Република Македонија. Овдека ќе останат тие кои што вие ги поддржувате, кои што се печалат на грбот и на апсолутно на честниот труд на сите граѓани во Република Македонија. Тоа го правите. Ве апелирам сериозно да размислите дали да го поддржите овој пакет на документи, заради тоа што самите кажавте дека го немате прочитано договорот. Ве прашувам, дел овдека сте просветни работници, дали би ставиле вие пролазна оцена на ученика која нема прочитано лектирата? Како ќе отидете потоа да ги погледнете вашите ученици, да им говорите за владење на правото, кога вие овдека озаконувате договор кој што го немате прочитано и им помагате на тандемот Ковачевски-Груби преку законски процедури да легализираат отворени сомнежи на криминал и на корупција? Ви благодарам.